Бевме сведоци на, бидејќи ова програма трае уште од 2009 година, ние раководени од 2014, бевме сведоци на тие промени општествени во 2016-17 година, каде што голем број од граѓанските организации, најмалку 38 грантисти учествуваа, иако не беа финансирани за, например, за учество во шарената револуција, но сега учествува и да придонес и кон тоа. И видовме после тоа еден, до тогаш имаше голем граѓански ангажман, имаше малку влијание. Видовме голема промена во тие 2 години потоа, на голема отвореност на новата влада во тоа време, на соработка, на сослушување на граѓанските организации, но некако не се довршува работите, односно се доаѓаше до последниот чекор и по парламентот потоа се заглавува повторно голем дел од процесите, но не е дека нема, напротив, барем во оваа фаза, овие 4 години последни на програмата, најмалку 28 од проектите доведоа до промени и во легислативата, и во националните политики или стратегии во разни области. Главно е тоа поврзано со граѓанските права, односно човековите права во разни области, од лицата со здравствени проблеми, од лицата со disability, со хендикеп или со посебни потреби, како ги викаме, до родовите прашања. Значи се виде повеќе се донеса нови закони како тој за дискриминација, или се промени системот на избор на членовите на корупцијска комисија, кој слушаме се ќе се врати назад, пошто многу слобода се дае на граѓанските организации да влијаат на изборот и се партиите сакаат повторно тоа си го земат под свое, за жал. Така да има и тоа како добри примери. За жал најголемите или најклучните оние што ги следевме, ги баравме како граѓански сектор, да промена на моделот на финансирање, кој неминовно ќе треба да дојде ако се стремиме кон Европа, пошто државата треба да се ги финансира своите граѓански организации, а не странските донатори. Тие се уште покриваат бидејќи државата не го направила тоа, ама го не се случува ни после 5-6 години од оваа нова влада. Советот за соработка кој се формира пред 10 години сега е во бојкот, токму од тие причини дека финансирањето се пренасочи без да се консултира воопшто граѓанскиот сектор, така да колку и да има напредок, повторно има кочници и стари болки, така да речем, и пак се сведува на преголемото влијание на партиите и нивното разбирање дека кога ќе се победи на избори дури со само 2 пратеника плюс, сметаа дека целата власт е нивна и дека нема више што кого да прашуваат за било што во државата, па дури не се ги следат ни собствените стратегии. Ќе го дам примерот со коридорите, бидејќи там самата влада од 2018 усвоила стратегија во која ги има точно овие коридори, но таму пишува 600 милиони евра дека ќе чинат, а не 1,3 милиарда. Така да многу работа имаме на ова поле и покрај сите и успеси кои ги споменав, уште многу треба да се менува и свеста особено на водечките личности во партиите и потоа влијание на членството. За жал, целиот систем устроен наопаку, отпочнувајќи од статутите на партиите кои стимулираат лојалност кон лидерот прво, па кон партијата, па после кога ќе дојдат на позиција кон самиот себе, нели да се заработи сега додека сум на позиција, па потоа доаѓаат граѓаните, а сите прво зборуваат дека за граѓаните го прават тоа, гледаме дека не е така.